со recording in progress и само да видам кај ми се на share. Добро. Ова е тука. Има уште една опција за да се гледаат видео панел. Точно тоа ми треба. Океј, нешто спомнавме на... Ке ми потврдите ако не се слушат како што треба или има некакви пречки. Прекинувајте ме слободно за било што. Ако имате опција да слушате и гледате од на голем монитор, како што кажа десктоп или лаптоп, ќе пробам на часовиве да вклучуваме некои QR кодови, ваше мислење покрај дискусијата со вас, па затоа е убаво веќе тие што следат настава да ја следат како што треба. Инаку до сега двајца се вклучија, другите најверојатно не планира да следат така како што следат. Не е критика, туку е мотив, ова што ви го кажувам. Океј, дали некој можеби има идеја, дали можеби прочита нешто за тестирање, дали најде некој веб страна каде што може да се најдат тестови, што би можело да се тестира? Уште ли некој нешто да дзирне? Предпоставувам не. Може да видите од сликите така некои рандом слики се извадени кои што објаснуваат некои протоколи, видови на тестирање. Има една книгиче овде, мислам дека го имам. Ако не ова, тогаш имам едно 101 фитнес тест, тоа сигурно ќе го закачам. Материјалите со линковите ќе пробам да ги закачам на YouTube во коментари, така да ќе ги имате линковите и тамо. Комплетното предавање покрај видео материјалот, да може и тие што ќе слушаат понатаму да ги кликаат линковите па да се запознаат. Чисто ајде, не знам, вака од логика, оваа слика од лева страна, девојката на тредмил лента со некои црева и маска, газ маска или како да ја крстиме. Дали претпоставувате што тестираат во моментот, мислам, на сликава? Што тестираат? Дали некој знае? Движењето. А кое е движење, бе? Аеробна потрошувачка. Ова е веќе поконкретен одговор. Аеробна потрошувачка. Може да е аеробна, може да е анаеробна, но бидејќи се работи за издишан... Да, во еден момент може да биде анаеробна, но се работи за, ако зборуваме за способности, се работи за издржливост. Значи се тестира издржливост преку некоја аеробна потрошувачка, всушност пробува да го проценат издишаниот CO2 или јаглероден диоксид како нуспродукт од дишењето и од трансферот на кислород во телото, а на тој начин да се процени, пазете какви термини користам, не да се измери, туку да се процени, всушност ние мериме колку CO2 издишуваме, проценуваме колку кислород се внесува, што е мерка за, нели ви го спомнав Куперовиот тест, тие што трчаа, Куперов тест проценува VO2 максимум или максимална кислородна потрошувачка. Например, на генерално овие три слики долу, ајде левата нека биде црвена позадина, има некои фотокелии. Може да предпоставиме дека се тестира што брзина, ама па на оваа деснава слика може да е исто така брзина горе, we are Essex, каде што кажува, во сала. Но ова на долнава слика може да е агилност. Повторно се тестира преку брзина, преку мерење на времето. Значи, проценка на агилност преку мерење на времето. И сега ќе видите што, всушност, ние пробуваме да направиме преку тестирањата, дали е тоа само кога да се тестираме и да кажеме, и да, некој скокнал 250 см, некој скокнал 240 и што со тие податоци. Значи, ништо, да кога ги ставиме во фиока, едноставно ништо не може да добиеме од тие информации. Генерално се работи за проценка на некои движечки способности и сега, кој спомна, не е ни битно, мислам дека беше Диана или можеби, не е битно.
кога ќе ве прашаат, например, што проценува на таа слика каде што прашав, пробајте да бидете конкретни. Исто и на, споменав неколку пати на предавање, например, ќе прашам јас или некој друг како се подобрува издржливоста, нека биде сила, нека биде флексибилност, и многу пати се случува, 50% од прилика од студентите кажуваат се подобрува со вежби. И сега вежба за издржливост е различна од вежба за сила, од вежба за флексибилност и така натаму. Така да бидете конкретни во одговорот. Многу е фер да кажете не знам. Инаку вака со вежби, не, мислам, со одговори од околу не давате представа дека знаете. А сепак би требало, нели, да се соочите со нешто што се вика знаење и вие понатаму да давате некои насоки. Тие што имаат можност, пробајте да одговорите на прашањево. Ако имате QR читач, се надам дека имате, затоа и посочив. Пробајте, скенирајте и ќе ви се појават опција за 3 зборчиња. Можете и во едната опција да пишете 2 зборчиња, во втората 3, во третата ни едно. Можете едно зборче само да пишете. Ме интересира да пробате вие да покажете што за вас представува тестирањето. Еве некој краток, многу мал вовед дадов. Дека аеробно нешто се тестира, дека може брзина да се тестира, дека не мериме, туку не знам, наоѓаме некоја проценка. Ме интересира да видам ваше мислење. Молам, се надевам дека барем еден или една од вас ќе успее да се вклучи на овој начин. За да биде од помош, ајде да видам што ќе одговорите. Оставам 1 минута на вас. Што представува тестирањето? На брзина, на издржливост. Значи, најверојатно тестираме некоја брзина или издржливост, на тоа мислил колегата или колешката. Споредба, добро, и тоа беше спомнато, дека споредуваме неколку резултати. Може да споредуваме резултати од исти испитаник, па ќе видите понатаму што значи лонгитудинално истражување, а може да споредуваме различни групи на испитаници, што се трансферзално истражување или тестирање. Селекција, да, може да тестираме за да направиме селекција. Точно, тестираме за да видиме дали програмата ни се подобрила или постои некој подобрување во програмата што сме ја дале за трансформација на моторичките способности. Да ја провериме физичката спремност, се слажувам, добри сме. 4 испитаници. Ова се вика испитаници, са вие сте испитаници. 4 студенти од 28, минус мене, 29 сме вкупно. Другите се слепи патници. И така ќе останете слепи патници до крајот на студирањето. Аха, окей, имаме 5 вкупно. Значи, зошто ги мериме нештата? Затоа што се поврзани со одреден спорт. Да, тоа се нарекува специфични моториски тестови. И ги спомнеме и нив. Проценуваме ова на одредени параметри, што зошто ги тестираме, мериме нештата, значи мериме одредени параметри. Окей. Генерално, вака делува процес на мерење, на тоа не асоцира. Мериме нешто. Сега, дали вистински ги мериме моторичките способности, ќе видиме понатаму. Генерално, неколку од вас, 6 вкупно се вклучиле, браво, секоја чест. Зборуваат за подобрување на нештата. Тоа го истакнува како најголем најзборче кое што се појавува неколку пати. Океј, претпоставувам дека е тоа. Уште еднаш ќе исконстатирам дека другите 22 или 2 се слепи патници. Ќе ви повторувам ова, може би ќе ве заинтересира, за слепи патници. Значи, зошто тестираме? Испитно прашање. И не мора да е испитно прашање. Треба да знаеме зошто тестираме. Сакаме да споредиме претходна состојба од сегашна состојба. Сакаме да споредиме двајца или повеќе испитаници, дечиња, клиенти. Сакаме да направиме база или дневник на некои метрики кои што се користат или варијабли, за да може да провериме како била состојбата на спортистот пред 2 месеца и каква е сега.
Например, го тестираме утринскиот пулс преку овие уреди што се преносливи во рајадол, како се викаат, го тестираме или го мериме утринскиот пулс, да тој се мери, затоа што очекувањата во минута се мерат, колку број на очекувања во минута постои, за да видиме дали процесот на опоравок за време на спиење добар, лош, па може да имаме да земеме во предвид дека на тренингот или на активноста на денот што треба да дојде, како да се однесуваме според тоа што дал фидбек мониторот на срцева фреквенција, дали е оној Aura Ring, дали е некој што мери со оној фотокелиски метод на дланка што стои и така натаму. Значи се тоа моменти на тестирање, но генерално сакаме да направиме проценка на одредена состојба или одреден феномен. Затоа и тестираме. Значи тестираме возило со која брзина оди. Зошто? За да знаеме дали е според карактеристиките или не. Тестираме VO2 максимум кај спортисти кои што се занимаваат со издржливост, да видиме дали може да очекуваме од нив напредок или не. Супер. Ето, некои моменти, може би ги споменав, утврдување на состојба на поединци, споредување на поединци или групи, супер, оценување на реализирана трансформацијска постапка. Вау, ова делува сложено, треба да го сменам. Значи, некоја програма која што треба да ја спроведам, па да видам дали има успех во нејза или не. Например, за вас програмата ќе биде згиб на вратило. Тие што не можат еден згиб или тие што не можат 10 згиба да направат од колегите, тие се тестираат на почеток и прават 3 згиба и треба да стасат до 10. И работат некоја програма и на крајот повторно се тестираме и велиме, да, има успех програмата. Доколку програмата е лежење и јадење, тогаш на малтене тоа сигурни сме дека нема да има успех, но повторно можеме да истестираме. Во истражувањата тоа се нарекува пласебо ефект, се нарекува контролна група. Значи, контролната група не работи ништо, па имаме некоја експериментална група која што нешто работи и ние ја тестираме и контролната и експерименталната група сега, задаваме вежбање само на експерименталната група, на едната значи, на другата не, и после одреден временски период кај што ние сме процениле, правиме повторно тестирање за да процениме дали не станала оваа трансформацијска некоја промена, дали имало трансформација на моторичките способности или нешто што тестираме. Ама ги тестираме двете групи. Па гледаме колку оваа што работела или работела според програмата, всушност има подобрување или нема, затоа што оваа другата факт е дека не работела ништо. Тоа се некои методи на истражување и тука може да се користи тестирањето. Споменав дека за да планираме и програмираме работа на моторички план, значи се однесува повторно за програмирање на тренинг или подобрување на моторички способности кај дечиња. Па некои од дечињата имаат помала флексибилност, на часот ќе им задавате повеќе вежби за флексибилност. Например, само на нив, додека другите работат на план на сила, например, направат некој склекче или некоја друга вежба која што е за силови способности. Така да може да се одвојат дури дечињата на училиште и да работите некоја планирана програма на база на резултатите од тестовите кои што се добиени. Определуваме норми. Ова ќе зборам за една фидбек платформа која што постои во Европа и која што дури Македонија е дел, има резултати од тестирање на наши дечиња, па може да се споредат некои резултати. Значи, за споредба на резултати со друга популација. Затоа го користиме тестирањето. Проучување на структура и релации во моторички простор, ова повеќе се однесува на структурални истражувања, например, сите од вас што ќе се запишат на постдипломски студии, а и не мора, или на докторски, а и не мора, ама би било убаво, зашто не, ќе работат на постапки на истражување кои што го истражуваат латентниот простор на моторичкиот простор. И се што е тоа латентен простор на моторичкиот простор? На моторичките способности, на човекот, да кажеме латентно. Тие што беа на часот по брзина, таму спомнав латентно време на моторна реакција. И некако објаснивме латентно, знаеме дека е скриено. За разлика од латентно имаме горе манифест или Крушевски манифест, јавно нешто декларирано. Па сега, моторичките способности може да ги издефинираме, например, испитно прашање. Што се моторички способности? Моторички способности се некои квалитети
кои што ги поседува човекот, машко, женско, и преку кој може да покаже некои перформанси, изведби во моториката, во движењето. Еве некоја дефиниција која што во моментов јас така ги сваќам моторичките способности. Само може да дојдат под прашање. Например, чекај, што мислите на ова, што мислите на тоа? Па јас ќе дадам, ако знам, ќе дадам, нели, некои насоки во однос на тоа. Ама Леденава санта убаво покажува, чекај, ова дали се гледа, ќе отрнам, да. Леденава санта покажува нешто што би требало нас да ни даде одговор што е тоа латентно и што е манифестно. Го споменувам Усейн Болт, додека пиете кафе со Усейн Болт, вие знаете ли дали он брз или не? Пиете кафе со Усейн Болт и зборувате за глобалното затоплување. Дали знаете дека он брз или не? Не. Точно, не можем да знам. Кога ќе знам дека е тој брз? Што мислите? После тестирањето. Да, спринтот е тестирање или едноставно некој вид на тестирање или едноставно сакам да направам еден тренинг или да се пробаме. Ете, тоа да, може да се каже тестирање, тоа или може да направи една вежба. Брзо трчање, на пример, и тогаш Усейн Болт го манифестира движењето. Значи го прикажува, видливо е. Арно, ама Усейн Болт и кога пие кафе со нас, он сепак поседува брзина. И таа е всушност, мислам, таа е едната брзина која манифестира и која поседува, само што се вели дека тогаш е во латентниот простор. Значи ние не ја гледаме, не гледаме дека Усейн Болт е брз, не може да видиме, до кога не може да видиме, додека не ја манифестира, не го манифестира брзото движење, значи додека не ни покаже дали е навистина брз или не. И сега прашањето е дали Усейн Болт е брз. Да, брз е. А па се зошто спомнуваме латентно? Затоа што сите овие способности кои што се во под морево или под водата, за нив ќе зборуваме на посебни часови, значи координација, агилност, тоа е блиско до координација, баланс или рамнотежа, прецизност. Гледате некако се групирани тие едните, па на другава страна се endurance, издржливост и сила и strength and power или сила и ние ги нарекуваме силови способности, флексибилност, па брзина е некако подолу одвоена од сите. Сите овие моторички способности се латентни димензии, значи ние ги поседуваме. Во нас ги имаме како потенцијал. Кога ќе бидат манифестирани, кога ќе ги покажеме. Сега покажувањето, од друга страна, нас не ни покажува, например, колку човекот или надпреварувачка да има издржливост. Но туку ни покажува колку долго може да издржи. Значи, гледате мерките со кои што работиме. Не можеме да ја измериме точно издржливоста, силата и брзината, но можеме да ја процениме. И можеме преку овие горе, например, how fast, колку брзо, која дистанца истрчал, колку подигнал тежина, да процениме дали е некој силен или не. Или дали со пикадото или со вртење на јаженцето е прецизен во подскокнувањата. Значи, затоа убаво е да се поделат и да знаеме дека моторичките способности се латентна димензија, но се манифестираат и не можеме да ги измериме директно, туку можеме да ги процениме. А тоа ние што гледаме е всушност колку Усейн Болт претрчува на 100 метра. Значи, што гледаме? Гледаме време. Така, не гледаме дека не гледаме брзина. Добро, во ред, физички брзината е поминат пат за одредено време, но сепак ние не кажуваме он има латентна брзина од колку тамо 9 запирка нешто секунди, нели? На 100 метра, туку велиме дека да покажува брзина, ама неговата способност за прикажување на брзина е латентна и не соодействува, не е иста со оноа што го мериме, затоа што некогаш он може да истрча побрзо, некогаш може да истрча поспоро, тоа не зависи од многу други моменти, а сепак ние у манифестниот простор ја мериме само брзината како физичка големина, за разлика од издржливоста, тамо не можеме да процениме
директно колку кислород е потрошен и колку он може всушност да издржи, туку правиме CO2 или некои други, Куперов тест, Йойо тест, правиме некои други проценти на издржливоста која што е во латентниот простор. Дали имате некоја дилема околу латентен манифестен простор? Ако имате, слободно може тука да го допреме овој дел. Сигурно ќе имате прашање на испит. А и да немате прашање на испите, треба да го знаете овој дел. Океј, сега, како се пронаоѓа латентниот простор, само на кратко, ова е убаво да се знае. Тука е споменат некој автор Курелич, кој што ваша генерација многу учише од него, и има правено, мислам и сега постојат огромни истражувања на голема популација кои што даваат структурни одговори, например, какви се способности во латентниот простор поседува човекот. И сега што направиле? Пробале да најдат тестови кои што се, како што може видите од левата страна, кои што така даваат одговор за некои способности или може да проценат некои способности. Например, брзина, прецизност, рамнотежа, флексибилност, координација, по другава страна продолжува спринтерска брзина, експлозивност. И сега може да приметите овде нема издржливост, но авторите решиле дека ќе ги употребуваат овие тестови, да не ги читам посебно. Може да видите, например, дека за флексибилност е длабок предплан, тој тест го работевме ние. Па, што имаме за експлозивна сила, троскок од место е одбележан тука, ама ние го работиме скок во далечина од место го сработивме. Така, за репетитивна сила мислам дека имаме склекови, да, еве ги склекови, и имаме згибови негде беа, но само да видам дали се ставени овде, чудно зашто не сум ги ставил. Мешани згибови се овде ставени, окей. Сакам да кажам дека се одбрани одредени тестови и гледате колку ова група, 37 теста негде. Тие 37 теста понатаму, за да го прикажат латентниот простор на човекот, од кога се тестирани испитаниците, мислам дека се работи за некои 2-3 испитаници, почнува таа некоја математичко-статистичка обработка на податоци и се редуцираат просторот, се редуцира, пробуваме да видиме какви фактори всушност покажуваат некои од овие простори. Например, еве, ке вратам уште еднаш назад. Приметувате кои способности се проценувани преку кои тестови. И сега од овде, таа постапка математичко-статистичка покажала дека овие тестови од левата страна се групирале на еден начин, значи математички се групирале и од нив произлегле некои фактори кои што се заеднички. Например, сила, првиот е сила мерена со динамометар и експлозивна сила, вели дека тоа е некој фактор, така го нарекле Курелич, главниот автор и соработниците, дека се работи за механизам за регулација на интензитет на ексцитација надразба на мускул. Значи, ова е за регулација на интензитет на надразба. Вториот фактор вели дека е регулација на траење на ексцитација. Чекај да видиме кои тестови се таму. Вика репетитивна, статичка, ама се однесува на задржување. Значи, повторно е нешто поврзано со време. Првото е поврзано, не е поврзано со време, туку со некоја максимална сила и колку е интензитетот на ексцитација, а ова второво е нешто поврзано со време. Значи, колку време можеш да издржиш да правиш, ама преку повторување. Колку можеш да издржиш во задржување статичка снага или силина на труп. Третиот фактор вели синергија и регулација на тонус. Па, например, овде е прецизност, рамнотежа, флексибилност, фреквентна брзина. Четвртиот вели структурирање на движење треба да се однесува на координација, точно. Од лева страна зборуваме за координација, реорганизација на стереотип. Ова ќе го споменам, уште еднаш мислам во учење на нови движења, реорганизација на стереотип. Стереотип значи дека ние сме научиле со јаженцата да ги вртиме добро нанапред, и сега тоа се нарекува еден стереотип, цврст отисок. Ја точно знам да го вртам јаженцето, ама ако сакам да го реорганизирам тој стереотип, тогаш можам да пробам наназад да вртам. И тие што бевте на настава приметивте дека е тотално различно. Иако биомеханички истата мускулна група во 99,99% е вклучена, значи биомеханички, но нешто од внатре, значи когнитивно,
прави да движењето изгледа дека не е исто. Значи го реорганизираме веќе наученото движење, на тоа се нарекува се однесува реорганизација на стереотипи. Како и да е, значи да се вратам назад. Они пробале да најдат кои се тие латентни фактори кои што влијаат на покажување на брзина, сила, експлозивност, равнотежа, флексибилност и така натаму, и нашле дека има два фактори. Тоа е механизам за енергетска регулација и механизам за регулација на движењето. Зошто го кажувам ова сега, само да видам што имаме тука, да. Зошто го кажував овие два слайда, за да видите каде тестирањето може да се вклучи. Значи, не е само взимаме бројка сурова, ставаме на лист хартија, Excel, никој не ни ги бара податоците и тука завршува приказната и што е ова се тестирање, ништо не правиме. Со тестирањето покрај она што кажавме дека може да се работат споредба на испитаници, програми и така натаму, структурални истражувања може да се работат за, ева се нарекува факторска анализа, за истражување на латентниот простор на човекот, човечката, во поглед на моторички способности или движењата. Значи не е само ова истражување. Многу други вакви структурални методи постојат за истражување. Дали имате нешто ме прашате? Да исконстатирате или нешто да не е, дали добро го објаснив овој дел? Слободно прекинете ме. Океј. Ова е батеријата на тестови која што може да се работи ке нас. Ние сработивме и вие ќе треба да покажете 3 теста, значи да ги поминете нормите, ако приметуваат колешките овде с гитно вратило има 2, значи не се важи со отскокнување, ги објасни тие моменти. Да, сега нема потреба да ги објаснувам. Ве молам само тие што не се на час, а ќе слушаат понатаму, прашајте ги колегите што треба да направите и не праќате видеа од несоодветни вежби затоа што остава лош впечаток. Ке има многу такви. Бидејќи од 28 луѓе 130, 150 ке дојдете на испит, значи другиве нема да знаат, па ке прават некои своји видови на прикази за вежби кои што не се точни. Значи ова го знаете, ќе го имате во еден Excel кој што ќе имате достап на него да ги гледате сите ваши податоци, дали се, мислам, добри, дали јас сум сгрешил нешто во внесувањето на резултатите и така натаму. Тоа ќе биде транспарентно, така да и овие норми ќе бидат во тој дел оставени. И сега, да продолжам околу истражувањето, околу методите на тестирање или споредба на податоци, само на кратко. Што значи лонгитудинално истражување, што значи трансверзално истражување или тестирање? Сликите покажуваат, а лонгитудинално значи нешто должинско. Нешто што е во временски период долго. Значи правам, како што кажав, сега едно тестирање и правам и тестирање после одреден период. Додека ова трансверзално или cross-sectional го се нарекува исто, намерно ги користам англиските термини, е добро да знаете, бидејќи на македонски на Google тешко ќе најдете. Ние сме колку 2 милиона луѓе не сме во Македонија, сме околу можда уште толку 2 милиони квази патриоти надвор од Македонија кои што не користат кирилица, сигурен сум. Така да Google не може да се, и сите претражувачи не може да се истренираат за да знаат што е тоа лонгитудинално или трансверзално истражување, доколку може би на српски, црногорски, босански се користи истото и го напишале на кирилица, па може да го најдете. Но убаво е да ги имате термините и на англиски, затоа што тоа е тоа. Интернационализацијата е многу битна за сите нас и за вас секако. Да не должам многу, значи трансверзално или cross-sectional, значи сега. Зимам примерок, ќе проверуваме состојбата на одредена група на испитаници и може да правиме споредба на што? На испитаниците внатре во групата. Арно, ама ако истата таа група е тестиран после одреден временски период, тогаш покрај тоа што имаме едно сега временска точка, па можам да ги споредувам испитаниците тука, тие многу што се, можам и во одреден временски период, ако сум им задал некоја тренинг програма, повторно да ги истестирам и тогаш тоа ќе биде лонгитудинална студија на истата група во две временски точки. Ама во групата, ако сакам да ги споредам испитаниците, тогаш што е трансверзално истражување, на втората временска точка, ако повторно сакам да ги споредам испитаниците, меѓу нив тогаш тоа е повторно трансверзално истражување. Ама имам две временски точки, затоа се нарекува
лонгитудинално. Значи, овој пример што го кажав може да биде и лонгитудинално и трансверзално. Кога е лонгитудинално? Кога ги споредуваме двете временски точки, значи резултатите на двете временски точки. Кога е трансверзално? Кога или cross-sectional, кога споредуваме едната временска точка внатре што се случува. Па, например, еве, Курелич направил факторска анализа на популација од тамо колку илјадници деца од 11, мислам дека беа возраст, до 18 годишна возраст, еднаш ги тестирал и добил податоци и направил трансверзално истражување. Ќе видите понатаму во некои истражувања што се правени, дека има процедурна програма. Значи, тоа е само на кратко околу што е тоа лонгитудинално, што е трансверзално истражување. Што се може ние да тестираме во спорт? Значи, спомнав. Неколку пати ги повторувам некои работи. Физички перформанси. Ово објасни. Способности, навики и така натаму. Квалитативно тестирање. Значи, исто во спорт. Нели, гимнастика се дава квалитативна оценка според субјективно мислење на судијата. Сноуборд, например, исто кога се прават фигури, тоа е квалитативно тестирање или оценување. Може да провериме, например, морфолошки карактеристики. Се ова ќе дадам едно примерче тука, што значи антропометрија, мериме висина, должина, мериме обеми, значи обем на надколеница. Па, например, се мери обем на надколеница кај спортист кој што треба да биде подвргнат на операција за, не знам, менискус или преден вкрстен заден некој лигамент, значи операција на колено. И физиотерапевтите и докторите имаат супер протоколи кои што вели, чекај ние сега да му провериме колкав е обемот на надколеница, значи на квадрицепс и бицепс феморис од позади, мускулатурата да ја истестираме. Зошто? Затоа што во процесот на постоперативниот период сигурно ќе атрофира мускулот, значи ќе се намали мускулната маса и сакаме да видиме во периодот на опоравок да ја вратиме таа мускулна маса на иницијалното ниво како што било пред операцијата. Значи е еден тест. И сега ова се нарекува антропометриски тест. Но не е само ова, значи се мерат кожни дипли, колко е масно ткиво, проценка. Па, например, имаме ова една апаратура која што дури ние имаме на факултет, InBody се нарекува, работи на принцип на биоелектрична импеданса. Значи, го проценува отпорот на ткивото кога ќе се пуштат микроструи низ телото. И тоа се нарекува биоелектрични импеданс. И што е целта на оваа машина? Е да процени, како што кажува од левава страна, например, колку масноти имаме, колку имаме лин маса, значи тоа е маса која што е обезмастена, не е чиста мускулна маса, туку е исфрлено масното ткиво, па може да кажеме дека има, например, мускулна маса некоја поголема на левата нога или на десната. Пази, оваа апаратура прави проценка значи, како да кажем, странично. Може да процени маса на десната нога и маса на левата нога. Па доколку има дисбаланс, тогаш да дадеме насока кон фитнес тренерот или кон тренерите или кон наставниците дека да, ова има малку поголема дискрапанца помеѓу двете нозе. Нормално е да има, значи ние сме сите кај нас постои таа латерализираност на движењата, некој е деснорак, некој е леворака, со десна нога некој ја отскокнува, некој шутира со лева нога и така натаму, нели, Надал приметувате, он неговата лева рака, иако е он приучен леворак, левучар. Значи, он пишува со десна рака, ама е приучен да игра со лева рака, неговата лева рака е поголема од друг, што е нормално, затоа што, нели, едно сегментарење на тенисот. И сега, но доколку тоа не е случај со тенисер или некој таков унилатерален спорт, тогаш би било добро да, доколку се направи ваква проценка, да кажеме, чекај да ги избалансираме тежините или мускулните маси на двете страни, затоа што тоа може да направи деформитети во рбет, например, па понатаму да се одразува на многу други моменти. Значи, еден тип на тестирање за антропометриски метрики е токму овој момент InBody. Не навлегувам многу во него, можете да видите дека прави сегментарна анализа, прави некој тамо body mass index, кој што многу се
се користи и така натаму, и на некои од тестовите може да се види дека всушност прави разлика помеѓу една лева десна страна, значи на нозе и на раце, ама прави и сооднос на долен дел и горен дел од телото. Например, велосипедистите имаат огромна мускулатура долу, но на долниот дел од телото немаат на горниот дел. Тоа може да биде пречка, доколку на горниот дел немаат да имаат сите проблеми со паравертебрална мускулатура, па да се одразат некои промени повторно на ребетен столб и некои такви моменти. Само да видам што сум ставил. Да, овде има некои објаснувања за InBody, што значат. Што значи obesity, значи дека тука се зборува за масноти, па имаме подкожно масно ткиво, висцерални масноти и така натаму. Па, например, тоталните масноти кај спортисти се проценува дека не би требало да бидат 10-11%. Например, кај девојчињата треба да бидат многу повеќе, клучите по хигиена, затоа што тука е врзано со менструалниот циклус и нормално функционирање на телото, дека мора да има повеќе масноти отколку ова зборувам за спортисти. Сега некои спортисти со многу повеќе масноти функционираат супер. Например, Ибрахимович и еве можем да кажем Давид Бабунски кај нас, дека има 5% масноти и него тоа му одговара, се наместил за да има толков процент на масноти во телото и едноставно е многу поподвижен и приметил дека е окей. Поентата е дека може овие моменти да се истестираат, се нарекуваат антропометриски тестови и се користат, конкретно кажав, некоја ваква метода како што е InBody-то. Да, за ова кажавме што се тестира. Исто така се тестираат овие психолошки моменти кои што ќе ги учите по предметот психологија. Конативни и когнитивни тестови, нели, например, тука постои и еден момент кој што, иако е субјективен тест, например, RP, Rate of Perceived Exertion, или проценка на замореност после тренинг, тоа е субјективно, може да го крстиме во психолошки тест, но се користи многу како скала од 1 до 10, е Боргова скала, иницијално од 7 до 20, мислам, но наместена од 1 до 10. И вие после тренингот го прашувате или ја прашувате спортистката, оцени од 1 до 10 колку беше тежок тренингот. 1 е лесен, 10 е најтежок. Тоа се вика Rate of Perceived Exertion. И после тоа се споредува, например, може да се спореди да се провери акутниот замор во една седмица, но и хроничниот замор во период од 28 дена, па да се најде некој однос, па на база, видите, само на еден едноставен прашалник после секој тренинг, 10 до 30 минути после тренингот што се дава, може да се провери колку, доколку испитаникот веродостојно, нели, не лаже, не крие, туку е навикнат и треба период да се навикне да го проценува заморот на тренингот, да се прави injury prevention или заштита од повреда преку планирање на тренингот. Па, например, коефициентот од тој хроничен и акутен замор, кој што се проценува преку ова RPI скалава, прашалников, може да го искористиме за во иднина да кажеме, чекај, овој или ова е многу заморена. Денеска ќе намалиме со тренинг. А постојат и други метрики од GPS метрики и секој што може овој од нас да ни го даде. Че тоа се тестови кои што се користат за некаква проценка. Например, наклоност кон тренинг во период од 2-3 месеца, дали има одреден број на прашања кои што покажуваат дали спортистот или спортистката како го доживува тренингот. Па може да се провери дали е во хроничен замор или не. И ние бараме некои перформанси да се подобрат, стискаме тренинзи, не си добар во ова или не си добра во овој дел, оној дел, но излегува дека имаме психолошка блокада која што не сме имале во предвид. Значи, конативни или когнитивни тестови се однесуваат точно на тоа. Тестови на знаење, е едно прашање. Дали учење на ново движење се проценува преку способност или преку знаење, умење? Преку способност, веројатно. Учење на Треба да го ново направи. движење. Па да, ама еве, например, не знам ако се гледам, еве способност да ги одвојам
двата прста од другите два прста, така. Сега сум го пробал ова движење, ќе пробам од другава страна. Тука ми треба некоја голема сила, издржливост, брзина, флексибилност, не. Тука ми треба знаење. Да знам, да можам, значи да знам како да го искоординирам движењето внатре, за да го направам тоа движење. Но секако тестови на знаење се однесуваат и на она што зборуваме за образование, нели? Па се дел од спорт и физичка култура. Ситуациони тестови. Ние може да провериме VO2 максимум на лента, на тредмил, но можеме ситуационо на терен, ке кошаркари, ке фудбалери, ракометари, преку портабл VO2 Max анализатор, кој што е многу едноставен, или се закачува повторно како гасен анализатор и се става на грб, многу е лесен. Во ситуационо да провериме кога е неговиот VO2 Max прак, кога е, значи колку е максималната вредност да се процени така натаму, како преку конкретни движења кои што се прават во тој спорт, например фудбал или кошарка. Па ја работат одредена вежба која што симулира можеби напор на надпревар и ние на тој начин можеме ситуационо да видиме колка е вистинската кислородна потрошувачка. Тоа се нарекува ситуационен тест. Можеме истиот тест да го направиме во лабораторија преку протокол. Тоа не е ситуационен тест. Исто ситуационен тест е, например, проценка на умење или знаење на кошаркарска игра. Или да проверите агилност или координација преку ситуационо зададени движења во ракомет. На тоа се однесува ситуациони тестови. Додека имате општи тестови како што е скок во далечина, згибови, за проценка на моторички способности, опште моторички способности. Но ситуационите се нешто друго. И ова се однесува на таков вид на тестирање. Значи, ние генерално ќе зборуваме дека тестираме моторички способности и моторички навики. Уште еднаш, како моторичките кој од овде се тестира преку квалитативни тестови, а кој преку квантитативни тестови? Значи, квантитативен тест е бројка. Океј, и двете можат преку бројка, ама едната е преку квалитативна проценка. Субјективна. Добар или не е добар? Која од овие две повеќе ве асоцира на квалитативна проценка? Значи, тест за моторички способности или тест за моторички навики? На моторички навики кажавме на настава што се добро научени движења. Ке зборуваме пак за нив, но да објаснам. Па моторичките навики повеќе не асоцираат на квалитативно тестирање. Точно, да. Моторичките навики се оние кои што велиме, добро е, не е добро. Или, например, движењето со јаженце го ставаме во софтвер, кој што може да ни процени колку разлика има при подскокнувањето, дали рацете се движењата се синхронизирани или не, се да не навлегувам, тоа е повторно споредба, некој иницијално и следно тестирање, но ако не е субјективно, тогаш е преку вакви некои методи, но да, точно, квалитативно се однесува повеќе на моторичките навики. И сега што е битно кога зборуваме за тест? Тестот дали може да биде вежба или обратно, вежбата дали може да биде тест. Може и Жан, може и некој друг да се вклучи. Што мислите вие? Че дали еден тест може да се користи како вежба и многу побитно дали една вежба, било која вежба, одберете некоја вежба, замислете вежба за некој спорт, некое трчање низ сталки, дали може да се користи како тест? Било која, вие што ќе ја смислите вежбата, дали може да се користи како тест? Еве, ова е побитното прашање. Дали било која вежба што ќе ја смислите може да се користи како тест? Може. Може, јас мислам дека може. Има некој што мисли дека не може? Јас ќе бидам тој што мисли дека не може. Не можеме секоја вежба да ја користиме како тест. Ако ја користиме вежбата како тест, тогаш ние што сме ја смислиле вежбата, тогаш таа ќе биде некоја наша за нешто од добра пракса тест. Некој сме го смислиле. Ама не можеме да одбереме тест и да одбереме вежби и да кажеме ова е добар тест и со овој тест
со оваа вежба можеме да ги споредиме нашите клиенти со некои други клиенти. Значи, прво, протоколот на тестирање, не знаеме дали е со слична вежба или тест кој што го работат некои други. Што е едниот момент. Вториот момент се овие работи долу кои што ги пишува метриски карактеристики. Значи, едно движење, за да може да го представиме како тест, треба да има да е проверено повторно преку математичко-статистички методи и да ги има овие вредности на валидност, релиабилност, објективност и дискриминативност. Сега ќе ги објаснам, ама да се вратам назад. Значи, не им текнало на луѓето, видиме гасен анализатор, таа слика ја ставив прва и ми стои секојаш пред очи. Не им текнало на луѓето, ај сега ние ќе проверуваме колку излегува CO2, колку издишуваме, и да направиме компарација за O2 според физиолошкиве моменти, нели, колку CO2 па колку O2, па имаме однос. И така ќе го тераме тоа. Туку тој тест се подлежи на многу анализи, многу тестирање, огромен број испитаници тестирале во Аргентина, тестирале во Јужна Кореја, тестирале во Македонија. Никогаш не тестирале во Македонија. Мислам дека имаше некои тестови за VO2 и има сега гасен анализатор на физиологија последниве 5-6 години, не знам дали го ставија во функција. И како и да е, значи, на база на огромен број на податоци се проверени метриските карактеристики на овој тест. Тоа е многу битно. Секој тест мора да има метриски карактеристики. И тоа го прави тестот различен од вежба. Вежбата може да биде за нешто, ама не знаеме дека таа, не сме сигурни дали таа може да процени некоја од овие моторички способности. И затоа велиме тестот, за да се конструира, треба да помине на фини истражувања и да биде покажано, значи докажано всушност математичко-статистички дека тој тест е валиден. Валидно значи дека го проценува точно она за кое што е наменет. Например, гасниот анализатор или тоа се вика Дагласова вреќа, најиницијалното име на гасниот анализатор за VO2 е Дагласова вреќа, затоа што Даглас е тој кој што ја смислил. Не може да се користи за проценка на сила. Или може? Не може. Факт е дека не може. Мислам, може би се правени такви истражувања, ама тој знаеме дека е валиден само за проценка на VO2 максимум. Кога се однесува на релиабилност, тоа се однесува дека значи е конзистентен и стабилно ги покажува податоците без разлика кога е мерен. Значи, ако сега истестираме еден испитаник со Дагласова вреќа или со гасен анализатор, и тој не работи ништо, не тренирал предходно, сме го истестирале, повторно не тренира ништо и го тестираме после 3 дена или недела дена, повторно истите резултати ќе се добијат. Значи, нема се добијат различни резултати. На тоа се однесува релиабилност. Објективен, не зависи од испитувачот. Значи, не зависи од феномени кои што може би, например, испитувачот ќе му каже ај сега престани или така натаму, не се знае кој е протоколот на тестирање и тој објективно го покажува или ја мери вредноста. Многу деликатно го кажувам ова мери и проценува, ќе видите на крај. И дискриминативно се однесува на тоа дека прави разлика помеѓу испитаниците. Например, замислете дека нас скалата за скокање во далечина, така помните колку беше, дека во сантиметри беше. Па некој скок на 230, некој скок на 202 сантиметри, некој скок на 180. Замислите скалата да е декадна, значи на 10 метра. И сега ние очекуваме дека, велиме, тие што ќе скок на 10 метра имаат единица, тие што ќе скок на 20 метра имаат двојка, тие што ќе скок на 30 метра имаат тројка. Ке може ли да направи разлика скалава помеѓу испитаниците? Не може, затоа што сите ги групираме во една димензија, тоа што е, значи десетки. Кој скокнал околу 10. И очекувано е дека никој не може да скокне од место 10 метра, што значи дека не е дискриминативен, не прави разлика помеѓу испитаниците. И сега ако се вратам назад уште еднаш. Тест или движење, за да биде тест, мора да има добри метриски карактеристики. Например, дали е некој запознаен со шатл ран тест, йо-йо тест, бип тест, исто се нарекува, multi-stage fitness тест. Така, онај бип. Он е проценет на одредена популација на луѓе.
Ама подобра проценка на VO2, подобри метриски карактеристики за VO2 има Куперовиот тест. Затоа што Купер, Кенет Купер, човекот кој што го креирал, работел со војска и во војска знаете како е, команда даваш и тамо тестираш многу луѓе. И нема тука се сакам, не сакам, нели тоа, дали е демократски или не, ама тоа е тоа војска. И они сте искористили огромна популација на луѓе и може да процени со точност, со прилична точност, дека, 12 минутниот тест, а направили 6 минутен, направили 18 минутен тест. Дека 12 минутниот тест е најблиску, како теренски тест, најблиску до гасниот анализатор на Даглас. И може, ако немаш Дагласова вреќа, можеш да го користиш теренскиот тест. Како го направил тоа? Истата група на испитаници им дал да трчаат 3 теста. 6 минути, 12 минути максимално, 18 минути максимално и четвртиот пат ги ставил на гасен анализатор. И тогаш проценил која е разликата и дали е тука, кој од овие 6, 12, 18 е поблиску во вредностите, значи има подобра корелација, тоа е математичка статистичка метода, подобра корелација со овој кој што вистински ги тестира потрошеноста на кислородот или всушност исфрлањето на јаглерод диоксид. Целта е уште еднаш, ќе повторам дека не може било која вежба да биде тест, затоа што не знаеме дали има добри метриски карактеристики. Не може, а обратно, секој тест може да биде и вежба. Значи, вие преку Куперов тест 12 минути трчање, ако трчате постојано, ќе ги подобрите вашите аеробно-анаеробни капацитети. Значи, ќе се зголеми издржливост, особено кај оние што никогаш не трчале. Дури и кај оние кои што трчале 12 минути, ако само тоа го работат, а не правеле претходно некои големи тренинзи, ќе има подобрување. Значи, вежбата не може да биде тест, тоа е сигурно. Тестот може да биде вежба. Кога може, прашање, кога може вежбата да биде тест? Прашање до вас. Кога се споредуваат двајца спортисти, можеби? Не, кога ќе има добри, кога ќе ги проверите незините добри, дали има добри метриски карактеристики. Значи, кога вежбата ќе помине низ системов на проверка на метриски карактеристики, тогаш може да кажеме да. Оваа вежба може да ја користиме како тест затоа што е валидна и секојаш го покажува тоа што сакаме да ни го покаже, е релиабилна, постојано конзистентни се резултатите, е објективна, не зависи од ништо друго и прави разлика помеѓу испитаници. Ако во одреден коефициент овие карактеристики се задоволуваат за вежбата, тогаш може да кажеме дека да, оваа вежба може да биде да ја користиме како тест. Во други случаи не може. Мислам, не може. Ајде, кој збор да го искористам? Значи, не може во истражување да се користи. Ние можеме да се направиме наша вежба, па ја, например, да проценам според вртењето на дланките, кој има подобра координација или не, ама не може да споредиме во една минута со одредена брзина кој повеќе добри циклуси ќе направи ако ме гледате со вртење на дланките, во однос на некој друг, затоа што не сме ја ставиле, барем ја не сум сретнал дека постои ваква проверка за ова движење, дали може да ја процени координација. Доколку некој го истражува и покаже дека има добри метриски карактеристики, ова движење тогаш да може да го користиме. Ама, како добра пракса, некогаш ќе зададам некој тест. Например, мене ми е добар тест, вежба, кај фудбалери го работам, кога се враќаат од повреда, работиме 1 до 2 минути, брзи пасови, каде што они ми пуштаат мене топка, ја ја пуштам на друга насока. Неочекувано ги менувам насоките на движење на топката, за да проба да направи забрзување, заспорување, промена на правец. И доколку не покаже никаква болка во тој момент, за мене е окей, нормално во консултација со лекарите, дека може да влезе да тренира со екипа. Ама ова е моја некоја вежба или добра пракса, која што можам да ја користам само јас и да кажам да мене ми е како добра пракса. Во истражување не можам да ја користам. Ова се однесува на метриски карактеристики на тестови. Дали имате нешто да прашате во однос на овој дел? За сега изгубивме четворицата, додека тече наставата. На левова страна
се некои методи кои што така чисто да ги видите, кои што се користат за математичко-статистички методи за проценка на квалитети на одредени групи во лонгитудинално и трансверзално истражување, но и за проверка на метриски карактеристики на тестови. Не навлегувам понатаму, ова е тема која што можеби ќе учите, дел од ова ќе учите на методологија на истражување со статистика на основни студии, а на постдипломски, на докторски сигурно ќе треба да ги допрете овие делови. И сега, спомена тоа многу пати до сега на предавањето, ама е добро да се нели повторат битните моменти. Еве прашам, кажете ми еден тест за издржливост. И се случува, не е ретко, да ми кажат задржување на згиб на вратило. Да, тоа е издржливост, ама силова издржливост. Значи, главната моторичка способност е силова способност, не е издржливост, оваа функционална. Или обратно, ќе кажат некој тест кој што е за, например, трчање, дека проценува сила. И са жаргонски, да, ти колку силно трчаш, ама не е тоа. Значи, ние треба да научиме да баратаме со термините, да знаеме кој тест е за издржливост, дека ете, многу пати кои ги споменаме овие тестови, ама има еден тест на Polar. Најверојатно сте фамилиаризирани со Polar срцеви монитори, постојат и Garmin, Suunto, Sigma, AliExpress, чуда срцеви монитори нели се продаваат. Polar е една од фирмите, најстарите можам да кажам, која што успеа да направи протокол преку едноставно лежење 5 минути, да вие направите проценка на VO2 максимум. Значи, не, и повторно, не им текнало, ама вика, чекај да провериме со, значи, испитаниците што се тестираат кај нас по нашиот протокол, да видиме дали има корелација со нивно тестирање во Дагласова вреќа. Има. Дали има корелација со трчање Куперов тест? Има. И сега кој тест го одбрали не е битно, но вела дека податоците се во голема корелација. Што значи, издржливост сакам да тестирам кај испитаници еднаш-два пати неделно, зар треба да им давам Куперов тест? Не. Ке им задам во лежење, наутро, да си го проверат, да си Polar индекс или VO2 Max индексот. Или бројката што ја дава е всушност иста на онаа бројка што ја дава Куперовиот тест. Ај прашање, Куперов тест, што е крајниот резултат на Куперов тест? Метри или VO2 максимум? VO2 максимум, максимално прифаќање на кислород. Точно, максималното искористување на кислород. Иако ние ги мериме метрите за 12 минути, колку метри ќе стрчаме, ама тоа ни е бројката што може да ја фатиме, а после има таблица која што се прераспределува. Па, например, 2700 метри, отприлика 55 или 52 VO2 максимум. Чисто знаете, може да го најдете на интернет. Значи, сила и силови способности, нешто опфативме ние, само ги споменувам, например, Biodex. Некој знае што е Biodex машина? Или Cybex во старо се нарекуваше? Biodex машина. Изокинетичка машина. Ај вака да видиме дали може би ќе ви асоцира нешто на Biodex. Дали ви е може би познато оваа машина? Океј. Biodex е машина која што на база на изокинетика, значи секогаш иста брзина на движење, например на шут машина. Секогаш иста брзина на движење, проверува колку е силата. И са тој што е посилен, ќе провоцира поголем пик торк се вика или поголем вртлив момент на силата. Тој што не е многу силен, ќе покаже помал резултат. И се одредува брзина тамо на 30-60 радијани во секунда, но е супер машина за проценка на евентуални повреди кај спортисти пред припреми. Затоа што многу добро може да направи дисбаланс, да покаже дисбаланс евентуален помеѓу предна ложа, така наречена, и задна ложа. Значи, ако едната е посилна, движењата не се како што треба и еднава може да повлечи да направи проблем во мускулна руптура на другава страна. Дисбаланс помеѓу лева-десна нога, и тоа е многу битно, го кажав, очекувани повреди на ниво на рбет и така натаму.
Значи, еве, сила и силови способности тестираме, пример, преку биодекс заради проверка или проценка или заштита на повреда кај спортисти. Но биодексот се користи и постоперативно кај обична популација и кај спортска популација. Се користи за вежбање исто така и за многу други моменти. Една машина која што има кај нас во Систина има и во Кинетикус одамна. Кинетикус е прва институција која што ја имаше оваа машина. Флексибилност кажавме како се тестира, многу тестови има и не само за длабок претклон, значи за задната регија на телото, задната мускулатура на телото, туку и за сите мускули може да се направи проценка на флексибилност. Брзина се тестира како преку време, ја спомнав при Усейн Болт, координација. Координацијата е исто интересна, значи секогаш се работи за време. И секогаш се тестира време. Што поголем број на правилни циклуси, например за некои координацијски тестови, не вежби, може биде и вежба, ама тест по курелич, неритмично удирање на зид, па имате со ноге, со двете нози и со двете раце, треба да се удри два пати со лева, една со десна, два пати со десна, една со лева нога долу, колку такви за 20 секунди правилни циклуси ќе направи. Тој што има добра координација и фокус и ќе направи многу повеќе правилни циклуси отколку друг. Но што се мери? Се мери времето и бројот на повторување. Значи циклуси во однос на време. Затоа и кога зборувавме за вежбите на координација, секогаш велевме дека кога ќе си дозволите да не го вртите женцето толку брзо, тогаш ви имате време да се наместите. Ако го вртите брзо, немате време. На координацијата секогаш и треба време. Арнолд, па тој што има добра координација, побрзо ги работи движењето отколку друг. И затоа се проверува времето. Например, координација во простор или искрет со палка има едно движење, кое што побрзо ќе го направиш, значи дека подобро координација имаш. Тука се негде ново научените движења, значи нив се е многу деликатно кажав како да ги тестираме, прецизноста се тестира со тестови, например, кај Курилич има гаѓање со стилет за мечување, рамнотежа, стоење на баланс топ, баланс борд, баланс штица се нарекува, и точно се проверени и има метриски карактеристики добри и тестовите може да проценат дека флексибилноста, дека прецизноста, рамнотежата се добри. И сега, што правиме со резултатите? Ева од деснава страна е еден приказ на биодекс, output излезни показатели, кои што објаснуваат тоа, мислам дека е за нога, да, екстензија и флексија, лева, десна, а не, различна брзина е ова. Значи, различна брзина, 60 степени во секунда и 180, значи со различна брзина и докторот наоѓа дека има дефицит во флексија. Значи, задната ложа е 32,2% по-слаба отколку левата, отколку предната ложа. Ова е само на која нога, не е ни битно. Но чисто сакам да кажам дека излезните податоци од таа биодекс машина излегуваат нови начин визуелно и апсолутно ова е индикација за докторот да ги викне тренерите и да им каже очекувано е дека ќе имате проблем доколку не ја сработите флексијата, значи не ја подобрите силата во флексија, тоа е во, како се вика, не шут, туку крл, свиткување на ногата наназад, доколку не ја подобрите, може да се очекува да има проблем. А гледате на кај другата нога, да, мислам дека ова другата нога, екстензија, флексија, тука се негде, значи нема некоја голема разлика. Што со податоците? Например, ќе одиме вака. Ова не е само Катар, туку и светско првенство од Нов Зеланд и Австралија, женско светско првенство. ФИФА дава детална анализа за светските, после секој надпревар од светските првенства. И таа анализа е 40 страни PDF. Меѓу другото, последните 2 страни се однесуваат на двата тима физички перформанси. Кои физички перформанси? Ќе одиме прво кај девојчињата. Физички перформанси од типот на, значи, помината дистанца, максимална брзина, број на брзи движења, ова е во брзина во зона од 19 до 23 и број на спринтови во зона, долу ја покажувам зоната број 5, на 23 км на час. Што друго дава? Да, еве ги всушност табелата која што покажува.
И сега тука има некои метрики. И сега ние шо правиме со ова и гледаме, вау, чекай да видиме на целото светско првенство во регуларни 90 минути. Лингу Иреен од Замбија истрчала 13 километри, дома 316. Максимална брзина успеала да направи Кунанданаджи, како се чита? Кундананданджи, Рашела, од Замбија повторно истрчала 32 км на час на цело светско првенство. Добро, а чекај да видиме сега нашава екипа. Која екипа нас не интересира? Не, ајде да видиме пример, а за 120 минути има показател? Има. Чекај, за 120 минути Тереза од Шпанија истрчала 15 км. За 120 минути максимална брзина направила Тони Пајне од Нигерија 33,8 км на час. Чекај да видиме дали да, значи во 120 минути утакмица сепак чекај, ако го исклучиме на цело светско, нема да го покаже така. Добро. И сега окей, ги имаме овие резултати, ама ајде, ние Македонија ја немаме, ја земеме, ќе одбереме кој сме ние сме од Коста Рика. Чекај да видиме Коста Рика кога играла со Замбија, кои на фудбалерки покажале максимални резултати. Покажала од Коста Рика Рашела. Па не знам, максимален број на спринтови на 23 км на час покажала Мелиса и така натаму. И сега сакам да ги споредам, значи ова се тестови. GPS уредите кои се носат, они мониторираат за време на надпревар, за време на тренинг и тоа е уствари тест. Вие ги тестирате, може би на тренинг не максималните способности, овие метрики, значи еве ги долу, може би на тренинг не се овие максимални, ама точно планирате кај треба они да бидат. Нели во лоадот, во оптоварувањето. Арно, ама на меч се секогаш максималните. Значи он нема да трне да трча по некој да направи спринт и тој спринт да биде како да оди на пазар на кафе, туку е спринт максимален. Што значи сега, на пример, сакам да споредам да споредам два тима. Па на пример, овде ми е одбрана Аргентина и овде ми ќе одбереме Австралија. Австралија со Бразил, не знам дали играле и не е ни битно дали играле. Кај Австралија максимална претрчана дистанца само да видам уште еднаш за кој се работи. Океј, е 8 километри, а кај Австралија на овој Австралија беше? Не, Бразил. Кај Бразил максимална истрчана дистанца 7. И сега по број на спринтови, сега ги споредуваме екипите, да видиме која екипа, значи какви перформанси покажала во некои максимални дистанци. Само да видим ова дали се аверидж или не. Мислам дека не се аверидж овие резултати. Само да видим уште еднаш. Да, не се аверидж. На овој начин тестот може да го искористам за да ги споредам овие резултати. Сега да не навлегувам длабоко, ако некој го интересира овој линк, можам да и овој линк ќе ви го оставам. Ова е конкретно јас го имам работено во некоја Power BI метода, у позадина Excel. И се Excel за него листате може визуелно да се покаже, па например да споредите, не знам, ајде само централ бекови, централен бек со овие две земји што ги одбрав, колку се на број, еве ги вкупно на број се, ова се сите утакмици кои што ги играле. Да, ова мислам дека е средна вредност и да видиме централните бекови колку претрчале во одредена зона. Па например во централните бекови на двете значи штопери, како би ги нарекле, на двете земји просечно истрчале 35 спринта на Бразил и 27 спринта, што значи по физички перформанси може да се види дека Бразил е можеби подобра екипа од ова овде, но ова е визуелна и субјективна компарација. Значи, ако сакаме да истражуваме точно, тогаш треба да имаме поголема популација на луѓе. Може и со непараметарски методи ова да се истражува, но целта ми е сега да покажам дека со Excel-от што е добиен од резултати од светско првенство, кој што изгледа ево го некако вака изгледа, тој Excel, или ако се вратам назад, изгледа
еве го Excelот и сега како ја тука да ги добијам податоци и што да направам со нив. Можам да ги искористам за неколку моменти, да споредувам играчи, да споредувам во мојата екипа играчи, да споредувам помеѓу себе на иста позиција, колку претрчале, што претрчале и после да наоѓам некоја логика дали е тоа добро, не е добро, значи да ги искористам податоците. Еве, например, на светско првенство во Катар последното, па може да се направи анализа максимално Брозовиче махер тука и во 120 минути приметете, ако гледаме дистанце метри, но побитен е број на спринтови заради интензитет. И ајде уште што може да се направи, да стартинг позишн. Например, правевме некоја анализа која стартна позиција е таа која што дава најмногу победи. Па, например, велиме дека еве, ако одберам 4-2-3-1, со 4-2-3-1 има 14, не, ќе да видим што е ова. Супер. Значи, најголем број на победи дала, не, најголем број на надпревари се одиграни во позиција 4-1-2-3. И се ова може да видите понатаму која земја, например, ајде ако одбереме 4-1-2-3, 4-1-2-3, супер. 4-1-2-3, ќе видиме што случува, win. Значи, ова се у 4-1-2-3, 24 земји, 24 пати имало победа. И сега, идејата е дека податоците од тестирањето треба да знаеме зашто ги тестираме испитаниците и како да ги употребиме понатаму. Значи, не е само за да ги истестираме и тоа е тоа. Овде има едно нешто што се нарекува, да видиме, некој артикул изгледа повторно не го ставив тој. Некој текст му пишува за тестирање, не е ни битно. Еве, например, има проверка на 3 различни теста кои што се однесуваат на скок во далечина или експлозивна сила. Значи, сме барале релација помеѓу скок во височина или Абалаков тест, скок во далечина или broad jump или standing long jump се нарекува, и opto jump. Opto jump, тие што дојде на настава, ја видео со колегата Марко апаратурата и на кратко ви објаснив. И сега тука најдовме сушност дека ако имам opto jump, ќе користам opto jump затоа што дава многу добри резултати, например време на лет, висина дава на отскокнување, снага со која што според тежината ставена и камерата што снима, снага која што мускулите ја компарира и ја продуцира. Што овие показатели, например, не може да ги покаже скокот во височина и скокот во далечина. Арно, ама, ако ја немаме оваа апаратура, покажавме математичко-статистички со колегите дека може да се користи било кој од овие тестови за да се процени експлозивната сила. И во иднина, ако сакам да проценам експлозивна сила во скок во далечина на мојата група на испитаници, која што сум ја тестирал, со некоја друга група на испитаници, доколку по истиот протокол се тестирале, ќе биде многу супер. Значи, ќе имам право да ги споредувам, затоа што овој тест на вистина ја проценува експлозивната сила. И сега, ова е друг пример каде се користи тестирањето за проценка на одредена група на тестови, кои што претходно кажано е дека има добра метриска карактеристика, ама сега да видиме кој од нив е подобар или кој од нив ни покажува подобри резултати. Ако некој го интересира, може и ова да го оставам за на крај. Овде долу на графиконов е тест за анаеробен праг. Ке зборуваме за анаеробен праг во издржливо, што значи и како се тестира, и според него може да се задава тренинг. Значи, повторно тестираме нешто што е во корист наша, за да може да го периодизираме тренингот. Оваа веб страна е страна која што имате многу тестови објаснети како се користат, значи калкулатори за да може да ги проверите. Супер е да ја проверите. Например, ова е Куперов тест, сум го гугнал последно. Ајде да видиме за strength што покажува. За strength тест, па може да видите, еве гледа колку тестови има. Hand grip тест многу е користен. Hand grip тестот и може да видите од каде го цитира, како се изведува, што ви треба, па има и табела на споредба. Например, што значи да е одличен или одлична, кај машки женски, што значи да е многу слаб или слаба во силата на рацете и подлактицата и надлактицата, што подлактица е овде. Значи, постоја литература која што може да искористите. Извинувам. И ова е нешто што исто така ви го споменав на почетокот. Значи, фидбек, ова иницијатива на Европа и на неколку земји од Европа кои што прават централизација на податоците
особено на дечиња, и сега може да видите кои тестови се овде вклучени. Значи, shuttle run, standing long jump, може да видите долу кога ќе го стиснам дека ќе се менуваат резултатите или нема. Ќе видиме hand grip, да се менуваат, значи hand grip е ова сега стисок на рака што го покажа тестот. Body mass index, обеми и така натаму, но може да ги листате, например, shuttle run, нека видите, са него се фативме, на почеток за издржливост, може да биде во цела популација, може да биде само машки да одбереме, да одбереме само женски. Се што ни покажува ова? Ова ни покажува, например, гледате и Македонија. Ни покажува дека Македонија во однос на генералната популација, Македонија е во црвена зона. Тоа значи дека женските испитаници кои што се тестирани многу послабо котираат, имаат полоши резултати отколку испитаниците во Исланд, испитаниците во Норвешка, Финска и така натаму. Тука негде блиску се со Полска, Шпанија, Португалија и Италија. Ајде да видиме ке машките како е. Значи ова е од тестирање, визуализација на податоци. Еве Македонија повторно тука. Излегува дека најслаба е Босна по резултати. Ајде да видиме по некој друг тест дали сме ние добри. Експлозивност, како стоиме со експлозивност? Повторно сме послаби, значи овие не јадат другиве. Што би се рекло, они се во перцентилен ранг многу подобри од нас. Како стоиме со hand grip? Опа, Македонија и не е така лоше. Значи силни сме на рака. Некоја слободна проценка. Не е баш така, но сакам да кажам дека во овој тест, каде што е стисок на раката, е максимална сила на дланката и подлактицата, дека ние, тука сме негде 51 до 60, за разлика од другиве земји, а најдобри излегуваат дека се веќе Литванија, Данска и другиве земји, Косово, вика дека има добри показатели. Ајде да видиме се со дебелина како стоиме. Ова е само ке машки. Добро стоиме со дебелина во многу црвена за нас. Чека да видиме кај женски. И кај женски стоиме добро, одлично стоиме, во црвена зона сме. Значи, еден показател во компарација преку тестирање, во компарација со другите испитаници од други земји во Европа, апсолутно може да ни покажат и да ги искористиме вредно овие податоци од тестирањето. Сега, например, ако сакате да листате, овде може кога ќе кликнете на Македонија, да видите што кажува, дека нормална тежина имаат 57,50%, ама обесите имаат, значи дебели се 11,30. Ај чекај да видиме извини, што е ова? Да, ова е body mass index за дебелина се однесува. А сега ако одиме на зеленово овде, на зеленово може да видите дека декларација на дебели дечиња нема. Ова е кај Бугарија. Значи, според нивните истражувања, они немаат дебели. И се треба да видиме, чекај вие во програмата за физичко, што работите, како работите, after school activities, децата ви одат како популација, активни се, не се активни, начин на живење, и на тој начин ние ги споредуваме податоците преку тестови и можеме да дадеме една глобална слика за целава идеја. Например, овде може да проверите од каде се дата сорсот. За секоја земја е посебно, за Македонија дата сорсот, чека само да видиме колку испитаници, да. Ова е од кај колегата Серјожа и Калач Руждија, ќе ви бидат професори, и Калач и Серјожа, но идејата е дека оваа платформа е одлична и може да се искористат како релевантни показатели, затоа што се од официјални истражувања. Например, вели овде дека 6000 дечиња се истестирани. И овде плюс во Норд Македонија уште 1000 се истестирани. Значи, преку две индивидуални истражувања на возраст од 6 до 11 годишна возраст и од 10 до 15 годишна возраст се истестирани овие деца. Мал пример како може да се користат податоците од тестирање. Имате некој прашање? Тука негде завршувам. Ова е примерче за ако сакате батерија на тестови да работите, нели треба да запишете некаде, дали ќе биде тоа на Google Excel, дали ќе биде на iPad, дали некаде ќе запишувате на хартија, битно е да знаете дека тоа треба да се набележи, треба да проверите. Склекови, например, не може два пати да ги тестирате во еден ден. Зашто? Затоа што ќе се потрошат, нели? Ама трчање може да направите и 2-3 проби. И дури се препорачува 2-3 проби, затоа што можеби не е ексцитиран централниот нервен систем доволно, па од првата проба нема да покаже максимална брзина. Скок во далечина исто така, неколку пати за истото се работи. Абдоминални
Дали еве ситап спишува, не може. Само една се тестира затоа што ќе се замори мускулатурата и треба време да се опорави и така натаму. Euroфит батерија е една батерија која што беше популарна, уште е популарна, се користат истражувања, ама се однесува на она фидбек што ви го покажав претходно. Ајде да видиме, 22 сме. Пробајте нешто повторно пак да ми кажете и со ова ќе завршиме. Го кажував неколку пати за да направиме еден рекап на предавањето. Дали моторичките способности, физичките квалитети, моторичките навики може да се мерат или се проценуваат? Вие што мислите? Проценуваат. Еве имате QR код, пробајте. Да видиме што ќе кажат другите. Може би од тие 5 што или 6 што одговорија минатиот пат ќе излегле од настава, им било досадно. Ќе оставам уште некои 15 на секунди. Пробајте одговорете со да и со не и баш ме интересира одговорот. Сега, ја го зезнав изгледа прашањето. Дали се мерат или проценуваат? Да, не. Ај, ова е нешто... Или, Проценуваат. Да, ја го зезнав прашањето. Затоа стеснат не. Добро, ќе го искоментираме. Значи, кој има одговорено со не? Ајде, не чисто. На што мислел или мислела? Мислев дека се проценуваат, дека не се мерат. Точно, да. Претпоставам дека другите исто имаат на истото мислове. Сега приметив ова го направив некој половина час пред да почне предавањето, па погрешно го поставив, да, моја грешка. Значи, моторичките способности не може да се мерат. Тие се проценуваат. А зошто? Еве, следно прашање. Зошто? Заради овој момент. Затоа што се латентни димензии. Значи, ние гледаме колку брзо, далеку, споро, прецизно го креваме, ама не може да измериме колку е силата, колку е брзината, колку е флексибилноста. Туку можеме да ја процениме. И токму заради тоа моторичките способности и моторичките навики, кога ние ќе зборуваме за нешто што се тестови, ние зборуваме за проценка на феномените, на нештата, на квалитетите. Не зборуваме за директно мерење. И утре во иднина кога ќе направите со некого муабет за одредена тема и сакате чисто да си направите така муабет да видите до каде некој стои, кога ќе ви објасни дека се тестираат работите, сваќате дека не го разбира латентен и манифестен простор. И јас ако прашам, јас или некој друг, дали се тестираат или се проценуваат на испит, и вие ми кажете, се мерат или се проценуваат, вие ми кажете се мерат, и стоите до тоа дека се мерат, мене ми е јасно дека не го разбирате моментот на латентен и манифестен простор. И не мора да ве прашувам за латентен и манифестен простор, затоа што очигледно не го разбирате. Така да пробајте, склопете ги работите, за да изгледате го шеднаш предавањето. Има многу информации сега, ама на неколку се однесува. Што е тестирање, како се користат податоците, што се метриски карактеристики, дали се тестира, дали се проценува или се мери. Тоа се склопува како еден рекап целата идеја. Сакав овде да прашам дали некој има проблем со склекови, згибови, издржливост, затоа што ова е моментот на тестирање. Ако некој има проблем, сака да праша како да подобрува, слободно нека ме праша, иако мислам дека кажав на неколку моменти. Искористете ја можноста. Има ли некоја да праша, проф, не знам како да ги подобрам склековите, што треба да правам? Или не знам како да подобрам Куперов тест. Затоа што јас вас ќе ве прашам на испит. Како се подобруваат склекови? Ќе ми кажат повеќето од вас со вежби. И тоа одма кажува дека некој не знае.
Или како се подобрува издржливост со одредени вежби. Тоа е истото. Океј, ај нека биде мотив за понатаму и другиве најверојатно ќе слушаат. Па, ако сакате, во секој момент може да поразговараме уште една за тоа како се подобрува. Стефан. Ајде, Стефан. Или случајно беше? Стефан Не, вика мене ме кај интересира како може да се подобри згибот. колку згибови може да направи Стефан конкретно? Ја можам еден. Не е ништо страмно, например. Така. Колку згибови 4. да направиш? 4. Супер. Ај вака ќе направиме. Работам секогаш до отказ. До отказ. И тоа ќе бидат 4 згиба, така? Не можам повеќе. Ова ми е една серија. Ги го гледаш ова што пишувам, така? Стефан? Да. Супер. Стефан, втора серија. Втора серија. Работам до отказ. Не знам колку ќе ми бидат згибовите. Ама битно е да работам до отказ. Трета серија, Стефан. Ај по логика, што мислиш? До колку ќе работиш? Стефан? Ќе пробаш да направиш у четвртата серија, ќе пробаш да направиш, ќе можеш да направиш 4. Последната нема да можем ниту еден. Точно, Стефан, ама ти ќе пробаш да направиш еден. И тоа ќе се важи како серија. Затоа што пробувањето е максимална сила, ти ја провоцираш максималната сила. И сега, Стефан, имаш овде, че да имам да ќе се одбележи вака, имаш тука еден ден и после имаш уште еден ден. Че ова е ден број 1, ден број 1, а ова, Стефан, ќе ти биде ден број 2. Пак истото. И сега, колку, дали секој ден да правам? Јас би правил секој ден. А може ли да правам преку втор ден? Преку секој втор ден? Можам да правам? Зашто да не? А можем да правам еднаш неделно? Можам, ама резултатот ќе биде по 80 години. Значи секој втор ден така, максимално растојание, а можеш и секој ден да правиш. Што е заеднички во ова програмче што го нацртав сега? Така? Да. Стефан, значи заеднички е што? Дека се работи до отказ. Не ме интересира колку згиба можам да направам. Ја работам до отказ секогаш. Последново најверојатно ќе можам да направам 0. Најверојатно. Професоре, Ај, на пример, Ајде, некој ако не може да направи ни еден згиб, супер. Па, вака ќе направим. Ова го објаснав на предавање, текно. Не може ни еден. Кога пробува, која сила ја провоцира, ќе учиме, ја ќе ви помогнам, ја провоцира максималната сила. Дали 4 пати ако проба нешто, ќе се важи како тренинг? Да, ќе се важи. Значи 4 пати пробува, ќе се важи како тренинг. Ќе проба и следниот ден, ќе проба и третиот ден, петиот ден ќе проба. Шестиот ден ќе направи еден, до пола ќе направи. Ќе тргне. Има друга финта која што сега во моментов тешко е да ја објаснам, а ја покажавме на кога бевме на Кеј, не беа сите од вас и таму ја покажавме финтата. Дека можеш да се качиш значи да се качиш, да се фатиш со свиени раце ако ме гледате. Свиени раце и да пробаш да ќе те влече земјината тежа надло и ти да се бориш. Тоа е плиометриски режим на работа или ексцентрична контракција. Може на тој начин да се вежба. Третиот начин кој што не ми се допаѓа многу е со ластик. Може да го пробате. Пробајте. За мотивација е окей. Например, да ставиш ластик, па на коленото долу, ластикот да се заврзе горе на згибот, и ластикот да биде долу на стопало или на... Нема да ви помогне многу.
така, ќе треба да имате човек поред вас кој што ќе треба да ве мотивира и да ви каже не, чекај, ова зезање. И ќе вежбате 2 недели, ќе кажете чекај сега да пробам дали можам еден згиб, не можам ниту еден згиб. Значи, јас препорачувам, нели, ако се здрави сите што вежбаат, прво е тоа најбитно. Здрава мускулатура, локомоторен систем и здрава состојба на тело, да вежбаат до отказ. Само на тој начин ќе се подобри, особено кога се работи за 1, 2, 3 до 10 повторувања. Тука е секогаш до отказ. Се ако сакате да работите с гибови или с клекови, имавме еден колега данески кој што направи 2700 чучнувања за 45 минути. Значи тоа е веќе силова издржливост и тоа е многу повеќе во издржливост отколку во сила ако зборуваме за чучнување, нели, без тежина. Ама овде кога работиме со мал број на повторувања, секогаш се работи до отказ. Направете 3 до 4 серии денеска, направете утре 3 до 4 серии, па макар и да не можете, четвртиот, петиот ден сигурно ќе можете до половина да дојдете. Знаете кој успех е да дојдете до половина, не сте можеле воопшто. Тоа е фантастичен успех. Тоа е веќе вие 50% сте направиле успех. И доколку продолжите така уште 3-4 дена ќе можете еден згиб да направите. Вие сте направиле 100% успех. Значи за недела дена 2 сигурно ќе можете да направите еден згиб. Сигурно, ако е нормално, се во ред со здравието. И сега, таа е прогресијата. Ако за една недела ќе можеш да направиш еден згиб, за 2 недели ќе можеш да направиш 2 згиба. Колку недели ќе ви требаат за да направите 10 згиба? 7-8. Јас со 5 недели мислам дека може да направи. Сега, ова е математички, нели, секој е различен. Прва недела правиш еден згиб, успеваш, на крај на прва недела. Втора недела, 2 згиба ќе успеам да направам, ќе правам 4-5 пати во неделата ќе го работам. Ќе го направам. Млади сте, можете да го направите. Можам ја, можете и вие. Во моментов правам 15 згиба. Не 15, нека биде 12. Втора недела правам 2 згиба. Трета недела правам 4 згиба. Еве ми некој таргет. Четврта недела на крај правам 8 згиба. Тешко ќе биде малку. Ама пета, шеста, да, еве, седма недела нека биде. Вие ќе може да направите. И сега, кај беше колегата прв што прашам? Беше Марко, така? Не е битно. Прашањето до сите вас, кога треба да почнат оние кои што не можат да исполнат норма, кога треба да почнат да вежбаат? Денес. Веднаш. Точно, вчера. Требале да почнат вчера. А со издржливост? Има некој проблем со издржливост? Најверојатно не. Издржливоста е слична. Издржливоста така, со некои 15 до 20 минути трчање во зона околу 80%, сме направиле едно истражување кој што вели дека може да се подобри кај студенти, и ги мотивиравме студентите и супер се покажа истражувањето дека во рокот 4 недели успеа сите да го поминат Куперовиот тест. Супер. Фала ви на вклучување. Имате ли некој друго прашање? Добри сме саат и 40 минути. Само да ве подсетам дека доколку ви интересира некоја литература, може да се најде, еве, видете, имате видео од ова, професоре, дали имате ова functional testing, мислам дека сигурно ги имам во хартиена форма, може нешто да имам и на PDF, но оставам на вас да ја консултирате прво основна литература, тоа е наставата, која што ќе имате на YouTube. Следна литература е книгата, која што ја дава во PDF и мислам дека некој фолдер тамо ви остави во првиот линк, исто има некои книги тамо кои што може да се искористи. Океј. Некој прашање нешто? Не. Се изназборев, се надевам дека добри сме, 19, 10 луѓе откажавме. Најупорните сте слушнале за Ошо. Ошо е духовен учител, индиец,
така Ражнич некако му е презиме, мислам нема врска со Србија или со балканските простори. Ошо е страшен. И Ошо почнува предавање во Америка, го плаќаат дебело и почнува предавање 3 сата, купи ништо не кажува. Си одат сите остануваат 5 луѓе и на крај вели сега може да почнеме. Само за најупорните кои што сакаат да сработат на себе.